Одамна отпадот во светот не е загуба. Напротив, се повеќе станува вносен бизнис. Меѓутоа, светот се соочува со две контраверзии на својот развој. И затоа во Давос се среќаваат светските лидери. Една е климатските промени, друга е како капитализмот да се вграничи во перцепцијата на луѓето, а при тоа да не биде репродуктор на отпад кој почнува да ја загрозува и околината и менталниот склоп, а и да ги бодри, да ги храбри новите мафијашки бизниси. Утриски гостин Филип Ивановски, прв човек на Пакомак, пред 10 години е формирана компанија која е прилично еколошки ориентирана. И ако не ми е својствено, мислам дека титулата му лежи. Маш на годината 2019, би рекол менеджер со најголема обштествен придонес. Ивановски, Давос. Кои се контраверзите? Зошто светските лидери одеднаш сватија дека после Кјото на светот му се заканува еколошка катастрофа, независно од климатските промени, особено од оваа димензија на што ќе правиме со отпадот? Добро утро. Убаво најавивте на почетокот дека во моментов се две тенденции кои се гледаат јасно во Давос и веројатно ќе се гледаат и понатаму следните години. Тоа е едната тенденција да има економски раст, економиите да имаат економски раст, да генерираат работни места, што подразбира индустрија. Од другата страна имаме тенденција за намалување на загадувањето и поголема свесност на сите жители на планетата за еколошките проблеми. И тие две работи во моментот се во колизија. Досегашниот економски модел генерира економски раст, но при тоа загадува. Се бара начин, нов модел како да се генерира економски раст, бидејќи ако ги прашате сите политичари, нив им е пред се битно да има вработување, економски раст, стандард на граѓаните, а од друга страна да имаме еколошка животна средина, односно таа индустрија да не загадува. И она што е како завршница на ова би го кажал е дека управувањето со отпадот, да се наврата на него, и не само отпадот, општо екологијата, не е ефтина работа. Значи, доколку сакаме и како земја, и како планета да имаме раст, а да имаме еколошки и одржлива средина, мораме да вложуваме во технологии што ќе генерираат чиста енергија, што се поскапи, мораме да имаме технологии кои се почисти, кои се поскапи, и тоа на крај ќе резултира да имаме производи кои ќе ги купуваме, кои ќе бидат поскапи, ние ќе ги плаќаме. Сакам да кажам, на крајот ние како граѓани треба да бидеме спремни дека тој економски товар индиректно преку производите што таа индустрија чиста ќе ги генерира, ќе мораме да ги платиме. И да за споредба, ако видите кои се најеколошки земји во моментов, тоа се скандинавските земји, Швајцарија, и ако видите кои се цените на производите таму, одма ќе можете поврзете зошто ова го говорам, бидејќи на крајот на криштата граѓаните на Швајцарија и скандинавските земји плаќаат двојно поскапо за пиво, двојно поскапо за ручек и така натаму, зашто тие трошоци за екологија се калкулирани. Не е наред, прашањето ама доаѓа по динамиката. Време ли е за еколошки данок? Па дали ќе се вика еколошки данок или како што викам, кажам индиректно преку производите што ќе ги купуваме, тоа ќе го плаќаме, е прашање на вординг, но дефинитивно треба да сватиме, посебно ние во Македонија, дека управувањето со отпад, екологијата не е бесплатна. И ние не можеме да се буниме ако ни ја покачи општината 30 денари комуналната такса или 50 денари сметката за смет, едно вредност на едно кафе да карикирам, а да сакаме да не биде општината чиста и така натаму. Ние секогаш се споредуваме со Германија, со Словенија, со земји каде што е чисто, но не прашуваме а колку чини тоа таму. Добро. Пред да заминеме за Вселената, каде што најверојатно ќе биде идната светска депонија, да речем условно, да се вратиме дома. А дома на прилично локално ниво ни дими главата од отпадот, особено од овој бугарскиот отпад. Сега има две дилеми. Дали толку многу увезуваме отпад и дали е тоа нормално во рециклирањето на тој отпад да се користи понатаму за производство, особено во овие капацитети кои се на одреден начин индиректно можни загадувачи. И втората димензија на отпадот, дали Македонија може да биде некаква мала депонија на било која мафија, италијанска, руска, која овој бизнис го третира како еден од највносните?
Македонија, колку што јас знам, увезува отпад, но генерално увезува, не е дозволено да рачистиме да се увезува комунален отпад. Овој што го генерираме ние како граѓани, да бидеме како депонија. Она што се увезува е воглавно старо железо и метали кои се користат во преработачката индустрија кај нас, и веројатно нешто се увезува хартија која се реизвезува, пластик и така натаму. Дали Македонија може да се притвори во депонија? Тоа секогаш постои опасност на сиромашните земји да бидат депонија на богатите земји. Тоа зависи од властите, од нас како граѓани, како ќе се поставиме кон тоа прашање. Мислам дека во Македонија има закон со кој се забранува увоз на отпад за депонирање, и тоа е добро, само се надевам дека стрикно се почитува. И дел од отпадот што се увезува во Бугарија, што го спомнавте, е наменет за горење. Имено во Бугарија е дозволено да се согорува отпад, не онаков како што ќе се најде од контейнер, малку се доработува, се вика RDF, Residual Derived Fuel, кој се гори во термоелектрани, може да се гори во цементари, но со одреден процент, не потполно, значи до 20-30% од горивото може да биде субститут, и предпоставам дека бугарите и тоа ѓубре што го увезле тој отпад е наменет за горење, така и некои информации слушна во јавноста дека е наменето за бобав дол за термоелектраната. Но сакам да кажам дека има тенденција. Термоелектраната во Бугарија. И таа е една од и што најважно на граница со Македонија, ама тука е во Пиринскиот дел на Македонија, но наменето е за тоа. Во Македонија се уште мислам дека не се увезува за согорување. Има постојки имаат со дозвола. Има делови кај усек нервоза кај жителите, има кај Фени еден период. Па дури во еден период малку во рек Битола па беа предупредени. Па генерално некои идеи што ги слушам во нашата земја се да се Усија веќе има, мислам дека дозвола да согоруваат прилика 30.000 тони годишно отпад од генерално за отпад во своите постојки. Рек Битола е потенцијален и Фени. Да, тие три постојки се зборат за согорување. Сега прашањето е дали согорувањето загадува. Ние можеме, некои ќе се повикаат дека во главни градови имате во Копенхаген, во центарот на градот имате согорувална или инсинератор, имате во други градови, во Малме имате во центарот, но тоа се градови што се покрај море, имаат ветрови, имаат висока технологија, што значи дека за да не загадува согорувањето треба да развие температура на согорување над 1250 степени, за да ги уништи оние штетни гасови како што сте фурани, диоксини и така натаму што се канцерогени. Немаме ние многу постојки за такво согорување, или ако имаме, треба да се доработа за да се постигне таа температура од 250 степени, значи догревање, да се гасифицираат. Значи, по мене потенцијално за согорување веројатно се ТЕЦ Неготино, што во моментов е на страна, не е во градско подречје и е неискористен, како термоелектрана говорам. Тоа уште е доказ дека гасификацијата час поскоро треба да ја направиме за да може тоа паралелно треба да се работи. Пакомак пред една деценија е формирана од десетина компании со сертификат Green Dot, што е финансиски символ дека е платен надомест за поставувањето на отпадот. Дали е малку, само 850 фирми кои ги сервисира Пакомак во прибирањето на отпадот, и што правите со евентуално рециклирање? Да, кај нас има околу 850 фирми што се наши членови и тие генерираат некаде околу 45% од тоа што вкупно се пушта во Македонија на пазарот како отпад од пакување. Инаку отпад од пакување по наши проценки е околу 120.000 тони годишно. Од оние 700.000 што се комунален, 120.000 тони се годишно отпад од пакување, што би можел да се рециклира теоретски целиот. Иако теоретски велам не може. 820 компании се малку. По наша проценка во Македонија има 70.000 регистрирани правни субјекти, дел се маркетинг, сметководство, консултантски, но има околу 30.000 кои се по дејност нешто поврзани со производство и по својата дејност би требало да генерираат некаков отпад од пакување. Од тие 30.000 кај нас се 800, кај другите компании како Пакомак веројатно има уште 600-700, значи 1500 компании се усогласени. Кој бизнис би можел да се развива освен во рециклирањето, во ослободувањето на тој отпад, пренесувањето и така натаму? Значи, кој бизнес? Рециклирањето е крајната фаза од тој ланец на собирање. Значи, од селекција, садови поставување, фирми кои би го собирале тој отпад, сега тоа го прават комуналните предпријатија. Имаме ли еколошка свест, кој ќе ги видам вашите контейнери, дали вие сте задоволни од односот на граѓаните да го
селектираат тврдиот отпад, стакло? Има голема, значи има пораст, ние го следиме 6 години поред, правиме истражувања секоја втора година на еколошката свест, јавното мислење на граѓаните што треба да подобриме. И има подобрување во тоа свесноста дека отпадот треба да се селектира. Но имаме тука граѓани што воопшто не се грижат за тоа. Имаме многу совесни граѓани кои ќе ги видите како шише по шише фрлаат во контейнерите и тоа е процес. Во моментов мислам дека сме на преломна точка да имаме критична маса на граѓани која е поголема што сака да селектира од онаа што не сака да селектира. Што ме преминеме таа критична маса, нагло мислам дека ќе се смени и ќе се види во резултати на собирањето отпадот. Ние овие 10 години буквално таа критична маса ја растеме до ниво да стане критична и да преовлада и тогаш трендот ќе биде во корист на селектирањето. Дали ви е сумнително италијанска фирма во Дрисла, италијански отпад во Бугарија па во Македонија, дали тоа влече корени во италијанската мафија која сега најмногу го користи овој принцип на создавање на профит, екстра профит? Па, видете се, Италија е позната по одамна традиција, би рекол да има негативна во делот на како го менаџира отпадот. Има разни приказни како тоа го правеле пред 20-30 години со бродови натоварени па ги потонувале. И тоа не само кон светот. Тие Наполи го задушија во ѓубре, во смет. Во Етна, во вулканот има приказни дека го фрлале. Добро да продолжиме со мафија. Така, натаму не можам тука да тврдам дали секоја италијанска компанија на тој начин работи, но секако имаат искуство во справување со отпадот. Не само нелегално, имаат и легално искуство во справување со отпадот. Дали е симптоматично, не е моја да кажам. Добро, некоја друга дебата која би имала економско-еколошки димензии, повторно ви замолиле да бидете гостин. Филип Ивановски, менаџер на Пакомак. Завршувам со ова рубрика која е блиску како од парите се прави отпад и како од отпадот се прави пари, но ќе ја цитирам една Facebook постановка на Ана Шукарова вчера. Ако некој отруе човек, оди во затвор. Ако некој со години го труе народот, станува мултимилионер. Пријатно од мене и од Филип Ивановски.